Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате вториот дел од книгата Хазрети Ахмад, ветениот Месија. Ова книга ја напишал Хазрети Мирза Башар Удин Махмуд Ахмад, халифатул Месих II, разијалаху анху, синот на ветениот Месија. Книгата представува кратка приказна за животот на ветениот Месија, затоа што се чувствувала голема потреба во западниот свет. Книгата дава краток приказ на неговиот живот, семејството и неговата мисија. Книгата е напишана на урду јазик, а на англиски за прв пат е објавена во 1917 година. शोहरा हुआ कादियान का मस्कन है जो के मेहदी आखिर ज़मान का. Раѓањето и детството. Сега продолжувам со опишувањето на случките од животот на Ахмад. Веќе кажав дека тој бил роден во некој период во 1835 година, кога срекната ѕвезда на неговиот татко се уште била во подем. Собственоста на имотот и неговиот ранг во армијата на Махараџата му овозможиле добра положба во животот. Меѓутоа, волјата на семокниот била Ахмад да биде одгледан во условите кои неговото внимание ќе го насочат кон Бог. Се случило после 3 години Махараџата Ранџит Синг да почине и со неговата смрт моќта на сиките да почне да опаѓа. Ова таткото на Ахмад го вклучило во судбоносни промени, кои дошле до врвот на времето на британското управување во Пенџаб, кога неговиот вратен имот повторно бил земен. И макар што потрошил 1000 рупии во настојувањето да го обнови својот имот, неговите напори се покажале залудни. Желбата да го поврати својот имот продолжила да го оптоварува до крајот на животот. Затоа Ахмад зборува во една од своите книги, каде вели: поради многу разочарувања, мојот татко секогаш беше намуртен и тажен. Тој потрошил околу 70.000 рупии во парниците, за кои однапред се знаело дека ќе бидат неуспешни, бидејќи земјата која припаѓала на нашите дедовци веќе долго била надвор од нашиот имот и нејзиното враќање не било ништо одошто бледа надеж. Неуспехот во неговите залудни напори со своите тажни последици и болгата го направија животот на мојот татко јаден и всушност мене тоа ми помогна да направам честна промена во својот живот, бидејќи јадот на неговиот живот ме натера кон чистиот живот, ослободен од сите светски метежи. Тој остана господар на неколку села и добиваше одреден износ од британската влада како награда за добар труд, освен пензијата за разни служби кои вршел, но бидејќи сето ова беше незначително во споредба со она што еднаш го уживал, секогаш беше потиштен и безволен. И често си олеснуваше говорејќи дека ако болката која ја поднесол за да обезбеди прости светски нешта, ако ја поднел во името на религијата, сигурно таа би го направило чесен. Исто така, рецитираше некои своји изреки, говорејќи за залудноста на овоземските настојувања. Пред крајот на животот, чувството на грижа на совеста, дека пред возвишениот господар ќе се појави со празни раце, растеше во него и многу пати со жалење зборуваше: јас го потрошив својот живот во копнеш на бескорисни нешта на овој свет. Од овој цитат во кој ги опишал татковите размислувања во текот на своето детство и младоста, се чини дека околностите во кои Ахмад го примил својот прв ран тренинг биле така одредени од Бога, што љубовта кон овој свет никогаш не можела да најде место во неговото срце. Вистина е дека животните услови на неговиот татко и на неговиот постар брат биле такви што тие од светските луѓе биле сметани за почесни и угледни, а од државните службеници биле третирани со почит
и како што прилега. Без оглед на тоа, нивната потрага по материјални удобности и нивната животна борба за истите, како и нивниот неуспех да ги досегнат во мера во која сметале дека имаат право, поради статусот на нивното семејство, биле доволни за чиста Ахмадовата душа да ја втиснат вистината дека животот на овој свет е минлив и дека на крајот секој мора да ја поднесе собствената пресметка со својот Создател. Ова било лекција која толку добро ја научил во детството, што не ја заборавил до крајот на животот. Иако светот му се доближил во најпривлечната светлина и се обидел да го одврати од неговиот пат, тој никогаш не му посветил ни најмалку внимание. Еднаш отуѓен од тоа, тој никогаш повеќе повторно не му се доближил. Така во раното детство доживеал горшливо искуство, лекцијата на својот татко, која неговото срце за секогаш го изладила кон овој свет. Во тоа најраното доба, сите негови мисли биле насочени кон тоа да го заслужи задоволството на семокниот. Неговиот биограф Шаик Јакуб Али наведува значајна анегдота од неговото детство, кога ја замолил својата пријателка со која си играл, а со која подосна се оженил. Моли се за мене бедниот, па може би и мене ќе ми биде подарена сласта на молитвата. Во ова кратка молба, изречена кога се уште бил дете, можеме да го увидиме квалитетот на емоциите, кои го исполнувале неговото срце, дури и во тие рани години, и да забележиме дека целта на неговите желби бил Бог и единствено Бог. Освен тоа, можеме да ја забележиме проникливоста и остроумноста која ја досегнал уште во раните години. Тој спознал дека единствено Бог има моќ да ги исполни сите желби, дури и тоа дека сласта на молитвата единствено Бог може да ја подари. Овој копнеш за наклонетоста кон молитвата и неговото спознание дека само Бог може да го задоволи во главата на детето од 10 години, околу кое и млади и стари биле предадени на овој свет, доказ е дека неговото срце било потполно ослободено од гнасотиите на светот и било исполнето со љубов кон Бог, и дека може да биде примател на посебната Божја помош и да направи силни промени во светот. सच्चा है वो बुजुर्ग, काफिर भी कह उठेंगे कि सच्चा है वो बुजुर्ग. Раното образование. Тој бил роден во времето на темнината на џахалијет, кога малку се водела грижа за учењето. Во времето на владеењето на сиките, ако некој ќе добиел писмо од пријател, морал да направи голем напор за да го прочита, и поради тоа писмата често останувале недешифрирани. Голем број луѓе од високата класа останувале неписмени во текот на целиот живот, но како тоа било волја на сезнајниот дека Ахмад треба да биде подготвен да спроведе важна Божја мисија, тој во главата на неговиот татко всадил идеја дека тој треба да му обезбеди некаква можност за образование. Така се случило што наспроти сите овоземски грижи, дури и во времето на незнаење, неговиот татко не ја занемерил потребата да ги обезбеди средствата за неговото образование, кое се сметало за доволно во тоа време. Тој се уште бил дете, кога неговиот татко вработил еден учител по името Фазил Илахи. Од него научил да го чита чесниот Куран и неколку книги на персиски. Кога имал 10 години, за него бил вработен друг учител, Фазал Ахмад, кој бил многу добар и побожен човек, и според Ахмадовата лична процена, го учел со голема марливост и внимание. Со овој господин тој прочитал неколку книги од арапска граматика. Кога имал 17 или 18 години, му бил доведен уште еден учител по името Гул Али Шах. Од него научил повеќе за арапската граматика и исто така ја проучувал логиката и филозофијата. Покрај тоа проучувал и неколку книги за медицина под надзор на својот татко, кој бил искусен лекар.
Ова мерка на образованието во тоа време била сметана за повисоко образование, иако земајќи ја во предвид важноста на задачата за која бил одреден да ја изврши, тоа не значело многу. Писателот познава некои личности кои биле негови студентски пријатели и кои истите учители ги учеле. Тие биле луѓе со средно знаење. Учителите исто така на кои им било доверено неговото образование не биле луѓе со некое високо знаење, бидејќи во тоа време образованието и школувањето биле малку почитувани и оној кој прочитал неколку книги на персиски или арапски јазик се сметал за образован. Така, ниту околностите, ниту учителите од кои го примил своето образование не можеле да го приготват за она што го барала големата задача на неговиот живот. Стручноста со која се здобил се содржала главно во читањето на персиски и арапски јазик, како и во тоа течно да се изрази на тие јазици, како усно, така во извесна мера и писмено. Неговото образование не одело понатаму. Што се однесува до религиските упатства, тој малку добил од било кој учител. Меѓутоа сакал да проучува и останувал во библиотеката на таткото, потполно предан толку долго, што неговиот татко приговарал дека му е страв да не го загрози здравието, а со тоа всушност настојувал да го одвлече од проучувањето и неговиот интерес да го насочи кон овоземските работи. Периодот по школувањето. До времето кога го завршил своето образование, британската моќ веќе била зацврстена во Пенџаб. Немирните времиња на побуна веќе биле поминати и луѓето станале свесни дека патот на напредокот е во служба под британската влада. Според тоа, многу млади луѓе од угледни семејства станале правници во управата. Слични причини заедно со спознанието на фактот дека младиот човек нема интерес во работите на имотот, го увериле неговиот татко да го посоветува од владата да побара вработување. Според тоа, тој продолжил за сијалкот и добил место во служба како полициски помошник. Но и покрај тоа, голем дел од своето слободно време продолжил да го посветува на литература и на верските прашања, и штом ке се ослободил од работите во канцеларијата, тој се занимавал со студирањето, проучувањето или со религиозни дискусии. Неговата побожност и искрена преданост на верата станале општо познати и ценети, иако бил млад човек од 28 години, бил високо почитуван од постарите луѓе, муслимани, како и од припадниците на хинду религијата. Бил со повлечен карактер и најголемиот дел од своето време поминувал во куќата. Ова бил период кога христијанските мисионери повторно ги започнале своите активности во Пенџаб и муслиманите невешти во нивните агресивни методи повремено трпеле порази од нив. Меѓутоа, кога Ахмад земал учество во дискусијата, христијаните биле тие кои се повлекувале. Така почнал да ја ужива почитта на оние мисионери кои и наспроти верската разлика имале почит кон вистината. Победата на Британија од страна на нејзините мисионери била сметана како предигра на нивниот триумф и тие биле доволно прости да помислат дека за многу кратко време британската влада со оружјето ќе ги присили муслиманите да го прифатат христијанството. Ова може да се дознае од внимателно читање на книгите кои во тоа време биле објавени против исламот. Без дури ни најмалку грижа на совеста, тие употребувале најгрд јазик против исламот и неговиот чесен основач во толкава мера, што некои од мудрите луѓе меѓу британските службеници морале да забележат дека нема да биде чудо ако како последица на таквото пишување се повтори побуната од 1857 година.
Денес го завршивме вториот дел од книгата Хазрети Ахмад, ветениот Месија. Еселаму алейкум.